7 ленти не се доволни за да се намалат гужвите на граничниот премин со нашиот јужен сосед. Колоните на Богородица се километарски, а патниците се заглавени со часови, покажуваат надзорните камери. Граѓаните се револтирани од чекањето на високите температури. Дека летната сезона е во полнек, покажуваат и податоците на МВР. Од 17 јули до денеска на Пладне, преку граничните премините Бановци и Богородица, од државата излегле скоро 80.000 лица, од кои 18.379 се македонски државјани и 61.520 се странски државјани. Големиот број патници дополнително го зголемува притисокот врз граничните премини и предизвикува засилен сообраќај и подолги задржувања. Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. Поради топлотниот бран, тимовите на итната медицинска помош се со полни рад за работа. Викендов имале 9 колапси. Лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита. Задолжително го ги излегуваат да носат летна облека, светла облека, значи капа, наочари за сонце и слично, заштитен фактор ако е потребен исто да го нанесат во тој период, да пијат повеќе течности, 3 до 4 литри значи на вода во текот на денот, да внесуваат повеќе овошје, повеќе зеленчук и многу полесна храна, онаа мрсна, пржана и тешка храна во овој период реално за пациентите не се препорачува. Која најмала промена, дали е вртовлавица, дали губење на рамнотежа, дали зујење, било што да осетат, трнење на раце, на губење на снага на одреден дел од телото, веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Така да, значи, течности внесување, да се биде во жешките температури, кога високи се температурите под сенка, климите исто така дома да не се држат на многу ниска температура. Високите температури ги засилија и пожарите. Денеска има 5 жаришта во околината на Штип, Битола и Василево. Топлотниот бран ќе трае до вторник, а веќе од среда се очекува пат на температурите и услови за силно невреме. Во четврток имаме едно преодно стабилизирање на времето со деневна температура која е прогнозирана во интервал од 27 до 33 степени, а во петок се очекуваат врнежи од дожд и значително пониски деневни температури. Габриела Лескова, Сител телевизија.